Од сите региони во нашата држава, младите од Источниот минатата година поднеле најмалку проекти за програмата Млади во акција, што се финансираат од европските фондови, а се реализираат преку Националната агенција за образовни програми и мобилност. Тоа значи дека тие и најмалку се информирани за можностите што ги нудат програмите доживотно учење и Млади во акција, заради што покажале и најмала активност во однос на своите врсници во земјата. Ова, меѓу другото, како констатација, беше искажано на презентацијата на активностите на Националната агенција што се одржа во Кочани, а на која беше направена кратка анализа на минатогодишното работење. Оценето беше дека поднесените апликации за проекти што можат да се финансираат преку програмата на Европската комисија биле квалитетни и заслужувале финансиска поддршка. Буџетот кој што го имавме во 2012 беше 400.000 евра, ќе видите најдолу. Достапни беа само 400.000 евра и тие 400.000 евра се распределуваат во секој рок за апликација. Моја лична проценка е, затоа што го работам тоа, е дека да имавме милион евра ќе ги доделевме 2012. Имаме исклучително висок квалитет на апликации, организации кои што не само на ниво на Македонија, туку на ниво на Европска унија аплицираат и на компетитивна основа добиваат голем број на проекти, голем број на апликации им се успешни, така да ќе се потрудиме во следниот период да се избориме за што е можно поголема сума на средства кои што како и да е не зависи од нас. Во салата на Советот беа представени можностите што се нудат со акциите за младинска размена, користењето на Европскиот волонтерски сервис, како и други начини за меѓународна соработка меѓу младите. Со директни прашања за одредени активности и начини за аплицирање се вклучија и присутните, кои најмногу се интересираа за роковите во кои можат да се поднесат апликациите, како и за конкретни проекти што би можеле да добијат финансиска поддршка. На презентацијата во Кочани представена беше и новата програма на Европската комисија во делот на образованието, обуката и младите Erasmus Plus 2014-2020, како и иницијативите на Европската унија Европас и Евридика.